Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Ете сме назад, добро утро, се надевам дека добро се наспавте и подготвени го започнуваме најновото издание. Да, Македонија, добро утро и од нашето телевизиско студиото телевизиско на Радио 2. Секако, денеска среда, ова е звук што се гледа, спојуваме два света во една совршена утринска фреквенција. Ке внимаваш добро да не сгрешам нешто со датумите и деновите, имам проблем ова работна недела. Овој 17 јуни ни носи вистинска летна енергија уште од рано. Сонцето веќе пече, асфалтот си го прави своето, односно се загрева, но ние сме тука да ја одржуваме температурата во 7:30 на потребното ниво. Па, мислам дека супер со оглед на тоа што денес не очекува некој 30 на плюс степени. Градот полека се буди, се притвара во на добро позната кошница. Ние сме тука да го започнеме денот заедно и се надам дека ќе успееме да го направиме тоа весело и расположено. Без разлика дали сте во автомобил, дали не слушате можеби од автобус, не гледате лайв на Facebook или на Instagram, неважно од каде се слушаме, можеби се уште се протегате од креветот вака. Не знам како тоа изгледа. Многу одамна сум станата. Не знам, јас во 4:30 го завршив тоа, ова веќе е пладне. Она што сигурна сум, не знам можеби од каде не слушате, но сум сигурна дека денес имаме супер аудиовизуелно патување. Денеска е среда, се наоѓаме на средина од оваа работна недела, денот кога веќе го гледаме викендот на повидок. Како рече Зорка вчера, денес мене ми е петок. Денес значи тебе ти е сабота. Мене ми е недела денес, ама добро. Затоа нема место за лошо расположение. Во следниве 20 на 25 минути ве очекуваат интересни информации, занимливости, срекни вести и одличен музички ритам. Македонија, добро утро. Последниот джингл ги проверуваме и првите важни сервисни информации за денеска. Го започнуваме денот со 20 степени во центарот на Скопје. Ние го започнуваме денот е започнат многу одамна, а оно што забележав е дека во следните денови се очекува сончево време и температури кои што некаде ќе се движат над 35-36 степен. Конечно ќе почнеме да велиме дајте клима, дајте климатизирана просторија, ова не се издржува. А како пред само 2 недели месечини, иако не беше така, да баравме јакниче плюс, некаде да се стоплиме, многу брзо поминува времето. Поминува, но јуни е таков. Јас секогаш го врзувам крајот на учебната година и почетокот на летото со дожливи попладниња. Така ќе биде и денес. Така ќе биде и денес, така што понесете си чадор. За вчера, иако се очекуваше и се најавуваше многу дожд, некако Скопје централното подрачје како да го одмина, што мене ми звучи топ, ама мислам дека денес нема да му избегаме на дождот, за жал. Добро, некој сака разладување, така да не му е топ. Види, дождот е многу романтичен, ако знаеш како да го сервираш. Дождот е многу романтичен ако не си во брак долго време, така ако си први години. Иако не си во собраке, само тогаш е романтичен. На тема собраке што имаме денес? На тема собраке вчера ми израдуваа грците, морам да ти кажам, стаса информација дека ќе се работело на надградба на зони за да се намалат и на системот, но и подоцна и на со контролни пунктови на граничните премини, така да најверојатно ќе имаме улеснување на гужвата. Раздвижено е утрово на граничниот премин таму. Каква е атмосферата, може да ни пишат нашите слушатели и гледачи на Радио 2 МРТ на Facebook и Instagram, чисто колку време се чека, според она што го имаме како информација од АМСМ, времето на чекање не е многу долго на сите гранични премини. Од прилика, па не знам, 20 на 30 минути. 20 е добро, 40 да не... Како ме праша, па не сум баба Вања, не знам. Ке видиме, нека ни пише, некој нема уште, но да не предпоставам некој да не се налути. Секако на државните патишта сообраќајот се одвива без проблеми во овие моменти. На Миладиновци Патарина имаме поголема фреквенција од автомобили во овој дел од утрото. На источниот влез од Скопје исто така, раздвижено ни е и низ централното градско подрачје во Скопје. Мост Гоце Делчев, булевар Гоце Делчев пред Дајмонд и Рамстор исто така имаме раздвиженост, а ако некаде во моментов сте заглавени, ние тоа не го регистрираме со нашиве очи, пишете ни на Радио 2 МРТ и на Facebook и на Instagram. Добро утро. Добро утро.
Да се вратиме на плачењето прво, пред да продолжиме да разјасниш. Зошто ти е насолзено окото? Од Не радост. ти направив штета. Од Ете радост така, ми е добро. насолзено окото, меѓутоа на годините, ама во моја корист. И така си плачам Да. цело утро, цело Да. сабе. Но бројки не кажувам или да Не, кажам не, колку не, е не, не, точно? ама многу утно и многу ми дојде убаво. Добро. Доколку можеби сега во овој момент веќе размислувате што е она што би сакале да поедувате, да ви дадеме една вкусна идеја, да им дадеме една вкусна идеја. Многу сакам ова што ќе го кажеш. И јас многу сакам, ама никако да одиме да си купиме. Можеби е време. Ване, ти си послободен, може да замесиш. Јас сум на режим. Аха, добро си. Да. Па ја не сум. Па и ти си, сакам само да те подсетам. Продолжи. Добро, на режим. Денес е меѓународниот ден на штрудлата со јаболка. Веќе го замислувам, не знам дали ви тикнува на вас на крцкаво тесто, филот сочни јаболка, цимето до згора. Не можам ни да зборувам. Сметете го ова за официјална дозвола, денес да се почастите со нешто благо. Уште од Сабајле, нека биде тоа штрудла со јаболка, затоа што денес е меѓународниот ден на штрудла со јаболко, а штрудлата со јаболко е идеално друштво за утринско кафе. Што е ова што го гледам со гледачите на МТВ? Каква е ова штрудла? Нешто вкусно, нешто крцкаво, нешто... Јас помислев дека ова е твоја штрудла, можеби си ја подготвувала дома, па не Да, донесе на мене и снимавме, на јас колегите. дека подготвував, супругот снимаше и еве денес како се инсерт на телевизија, да. Добро, донеса малку. Како не? Ајде, ќе пробаме пробаме. после емисија, нели, нека паузира и диета и режим, но еве уште еден интересен податок за денешниот ден, еден историски настан поврзан со денешниот датум, 17 јуни 1885 година, на денешен ден во Њујорк пристигнува статуата на слободата како подарок од Франција. Ама Подарок од Франција. Како подарок од Браво. Франција, ова не го знаев. Не го Ама знаев, французите им ја пратиле статуата целосно расклопена во 214 дрвени сандаци. Го знаеше Лего. тоа? Лего, да си Е, служувал така. када си Пак утрите американци по принципот на Икеа морале сами да ја составуваат дел по дел, штраф по штраф. Прекрасно. И ете од каде инспирацијата најверојатно за Икеа. Па не сум Така? сигурна, ама како и да е, во тоа време изгледа имало многу ефтини и брзи мајстори со оглед на тоа што можеле да измонтираат сите она што французите пратиле. Да. За Њујорк велат дека е град кој што никогаш не спие, а ние во Скопје им спиеме, им тешко се будиме. Ова е чиста вистина. А кога ќе се разбудиме, заглавуваме во сообраќај. И така нешто Аман. се во текот на денот. Затоа ве будиме со полна парија и со најдобрата музика која што секогаш внимателно ја одбираме за вас. Во звук што се гледа време е за Сара Мейс и незината Не ме сакаш. И време е да не гледате и на Facebook и на Instagram. Одиме живо на нашите страни, пишете ни Радио 2 МРТ. Добро утро. Мене ме сакаш, знам. А добро ќе спеш. Мене ти да ме сакаш. Ти за мене би се борел лудо. Може би јас и ти ќе бевме нешто друго. Ноншалантен си не се сака така. Се грижиш ли како ми е вака? Мене ни поздравуваш, како некогаш не доаѓаш, само далеко погледнуваш ти. Веќе мене ни посакуваш, веќе мене ми приоѓаш, дури не ми се насмевнуваш ни. Ноншалантен си не се сака така, се грижиш ли како ми е
Вака се прави штрудла. Се погоди се во знакот на штрудли ова утро. Се погоди, случајно да. е не дека нешто планиравме. Ништо не е случајно, освен тоа што е. Вчера Добро. на социјалните мрежи налетавме на една дебата што сладко не изнасме, па решивме утрово да ја споделиме со вас и да ја продолжиме на некој начин. Така. Се работи за едно чисто скопско прашање кое што ќе ви го поставите Товчанец. Ау, добро. Што е полесно да се најде во Скопје во средина на месец јуни? Слободен молер или слободно паркинг место во Дебармало во петок навечер? Ова испадна полош од прашањето за какушката и за јајцето што е постаро. Коментарите на луѓето се согласувам со чиста уметност. Јас и Вани издвоивме неколку па решивме дел од нив да ги споделиме со вас. Ја на пример овој првиот. Ајде. Вика полесно е да најдеш игла во сено отколку молер во јуни или паркинг во Дебармало во петок. За двете ти требаат врски, дебели нерви и сериозна среќа. Какви молери, какви паркинзи, јас ќе се согласам за молер во јуни, треба да фатиш врски уште во февруари, а за Или паркинг треба да ти е многу близок па да му најавиш, ама сепак мислам дека ќе те откачи. Да, за паркинг во Дебармало во петок навечер единствено решение е да го оставиш автомобилот пред влада, па пајак службата може бесплатно да ти го препаркира или Ќе го ако се дислоцира. уплашат дека е дипломатско политичко возило, нема да ти го чепнат. Па види и тоа е така. опција. Обиди се. Јас не сум толку храбра. Добро. Ако најдеш молер во јуни, што има слободен термин, веднаш треба да му ја провериш дипломата, сигурно е сомнителен. На истото важи за слободно паркинг место во Дебармало, мора да е или од оние кои што се посебни паркинг места на кои што никој не смее да се паркира. Многу е сомнително кога ќе го начекаш и често се фаќам себе си како кога ќе видам слободно паркинг место викам нешто не е во ред, затоа никој тука нема паркирано, така што многу внимателно. Јас од искуство кажувам и споделувам, навистина е поголема шансата да те удри, да кажеме, гром додека пишуваш лото ливче, отколку да најдеш слободен молер или плочкар, иако ова не е сега актуелно, години Така. наназад си имаме мака, шега на страна. Шега на страна, да, ама И губиме занаетите. сега тоа се размислам каква споредба ти ова, молер во јуни 10 пати е потешко да најдеш паркинг и така ќе вртиш. Си го заслуживме скапо, ни беше вака, ни беше така, ни беше Да, луѓето што си сега ја веќе ценат нема. работата, си Сега освен што замина. е скапо, па и така. нема. Да. Сега нема, ќе си бараме сега кога многу пребиравме. Така си. И сега да си размислиме логично, ако во петок навечер не најдете паркинг во Дебармало, голема работа. Ќе најдете можеби понатака. Ќе свртите 3 круга и на крај ќе си отидете дома или ќе си смените кафоле, можеби ќе смените локацијата или ќе најдете малку подоцна. Но ако во јуни ти влезе слободен молер дома, не смеш да го пуштиш да си оди. Му варите кафе, пивце, ракивче, нели обавезно салатичка, сега какви домакини сте ако ништо од ова не дадете и не смеете да го пуштите да додека не помине втора рака. Машал, ова звучеше. Ама апсолутно мора тоа си е стартер пакет, така се почнува за добре дојде се. Добро, сега зависи кој како ќе го свати, од една страна звучи заканувачки, од друга страна секси. Да си го заклучиш молерот дома. Не знам како дојдовме од заканувачки до секси, но Чекај сега да завршам. 7 калото ти кажав. Така, Така е, ќе така се е. согласиш со тоа. Ајде, да, шега на страна, навистина паркинг во Дебармало, кога тогаш можеби ќе налеташ, ќе најдеш, но за мајстори навистина е како да добиеш 7 на лото. И уште едно многу важно нешто, и овие едните што ногиат слободен паркинг простор или си Добро. го знаат местенцето, и другиве кои што имаат број од слободен молер, и двајцата не споделуваат со никого. И да завршам. Значи вака, да заклучиме. Доколку во моментов барате слободно паркинг место низ Скопје или додека возите кон работа договарате молери за септември, наш пријателски совет, земете едно топло парче штрудла со јаболка, бидејќи денеска е денот на штрудлите, засладете се и уживајте. Ова е звук што се гледа на Радио 2. Добро утро. И, драги мои, 7 часот 43 минути, време е за блокот Срекни вести на Радио 2 и рекапитулацијата за изминативе 24 часа. Утрово на автобуската станица бројот автобус 22 пристигнал точно на време.
со клима што работи и слободни места за седење. Значи 3 карактеристики. Патниците биле непријатно изненадени од овој луксус, неколкумина побарале од возачот да ги вози уште еден круг низ Скопје за пропуштените шанси, и другите се заканиле со тужба до ЈСП поради точноста на автобусот, бидејќи утринава стигнале на работа цели 15 минути порано, па иде објасни се со шефот после. А во морето на сиви вести од Прилеп ни пристигнува топла приказна за дигиталната солидарност. Болнички службеник со остар вети смисла за бизнис фотографирал банкарска картичка на пациент додека тој си чекал на шалтер. Наместо да дозволи парите да скапуваат на сметката на пациентот, хуманиот службеник веднаш преминал на акција и направил десетици онлайн купувања, внесувајќи неизмерна радост кај сопствениците на онлайн сајтовите. Од полицијата биле толку воодушевени од неговиот талент за шопинг што веднаш го поканеле на бесплатна информативна средба. И како вест број 3, додека сите критикуваат дека младите ги користат телефоните само за TikTok, група од 60 на визионери го докажа токму спротивното. На државна матура со исклучителен осет за бизнис и брзост на луѓење, тие ги искористија мобилните како главно помагало за решавање на тестовите. Сега се прашувате зошто е ова срекна вест. Зошто? Еколошка свест, веќе не се трошат ливчиња за препишување. Да. Штедиме хартија. По 2, заштеда на време. Зошто? На комисијата ќе биде многу побрзо да оцени 60 теста со идентични одговори. И тука си во право. Така. И тимски дух. Вештина за тимско работење многу ќе им помогне на младите во иднина. Ете така. Штета што комисијата немала осет за нивната дигитална реформа во образованието, па ги фатили овие млади дечки и млади матуранти на дело. Ама многу ми е драго што на крајот на криштата од се може да најдеме нешто позитивно, а за крај на овој блок срекни вести заокружуваме со домашните туристи. За оние кои што имаат голема желба за летување, а плиток паричник, прилогот го подготви нашата колешка Рашела. Срекни вести за домашните туристи и нивните паричници. Направена е конечна математика за тоа каде точно ќе ве острижат летово, во зависност од вашиот буџет. Во Охрид скапо плаќате, бидејќи ви продаваат историја, ноќен живот и бренд, па таму и обичното кафе има тежина на антички споменик. Ако тоа ви е премногу, Струга ви нуди иста таква вода, ама со малку потивко плачење, кога ќе ја видите сметката во ресторант. За оние со семени лузни, тука е Дојран, каде што водата е топла, ама може да ве начека сув режим, па туширањето да го направите дури кога ќе се вратите дома во Скопје. И на крајот, Преспа. Таму ем плаќате најмалку, ем добивате апсолутно ништо. Нема ноќен живот, нема луксус, нема гужва, па во мир и тишина можете да размислувате каде сгрешивте во животот што немате пари за Охрид. Драги пријатели, изберете си ја вашата мака и уживајте во летото. Ке си ја изберете својата мака, ке си ги подготвите картичките или картичката и ќе уживате во летото колку што ви дозволува буџетот, а уживате во денешниот ден 21 степен според последната проверка, 21 убав степен сончево време, барам за почетокот на денот, а потоа понесете си чадар. Јас би кажал картичката, ти кажуваш картичките, кој колку си има, тоа прво му доаѓа на мозок. Се да не се фалиме, ама. Таско и Теа промовира нова соработка и нова песна. Еве се со Луда, ќе биде ова убаво летно хитче, ги слушаме сега, а потоа и разговор во студиото ќе промовираме уште нешто ново, одлично наше македонско. Може. По тебе луд, ја, штом те имам јас тука, нема никоја друга, знам дека си тај. По тебе луда, неќам веќе ракувам, па нека ми судат, за ништо не се кам. Ти си та, ти си та, Ти си тој, ти си тој, ти си моја, ти си моја, ти си мој, ти си мој. лепој го светот мој, во сите разни бои. Ти си та, ти си та, Ти си тој, ти си тој, ти си моја, ти си моја, ти си мој, ти си мој. лепој го светот мој, во сите разни бои. И кога сите ќе ме предадат, дали би ме издала? И кога чувствата ќе овенат, дали се би признала? Ти дај ми миру, не мирни ноќи,
но ти копа вороти. Успори темпо допир по допир. За ова срце од лед што во тебе луд. Ја, штом те имам јас тука, нема никоја друга. Знам дека си тај. По тебе луда, неќам веќе да глумам, па нека ми суда, за ништо не се кам. Ти си та, ти си та. Ти си тој, ти си тој. Ти си моја, ти си моја. Ти си мој, ти си мој. Тебе во светот мој, во сите разни бои. Ти си та, ти си та. Ти си тој, ти си тој. Ти си моја, ти си моја. Ти си мој, ти си мој. Тебе во светот мој, во сите разни бои. Без тебе времето стои, пред тебе ништо не се брои. Штом ќе видам дека ми звониш, сакам да те видам пак. Веќе го знам твојот мотив, ја знаеш немам ништо против. На секој допир твој глед цела да се предавам. По тебе луд, ја, штом те имам јас тука, нема никоја друга. Знам дека си тај. По тебе луда, неќам веќе да глумам, па нека ми суда. Од скопската урбана сцена до оригинална приказна, момците од Занаду деновиве го пуштија во етер својот нов сингл, насловен како Ураган, летна песна со инди и диско поп мирис, а заедно со неја најавуваат и ново EP по летото. Дополнително потпиша и договор со Хрватската независна издавачка куќа, па ќе провериме дали Македонија им стана мала или само сакаат малку поголем бран за својот Ураган. Карло од бендот е со нас. Чинам сте четворица, така? Четворица, да. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Фала ви за поканата, фала ти за убавата најава. Мислам дека заокружи све што требаше да се каже. 22 години имаш, одамна заврши матура, ама сега ќе бидеш како на тест, како на испит. Па не знам. Матурски. Да, па од прилика е време од Сабајлечки. Кажи ми сега зошто Занаду и уште поважно колку луѓе правилно го изговараат и дали јас правилно го изговорив. Зошто Такво име на бендот, да. Па искрено не е битно како го изговараат, битно дури го како е изговараат. Па не има некоја правилна верзија. Мислам слободно толкување и целиот бенд, така што Добро. оставаме и за името да биде исто. Потпишавте со Хрватска издавачка куќа. Македонија ви стана мала? Не, Македонија уопште не мислам дека е мала. Има многу плодна почва у тие 25.713 километри квадратни. Добро. Но за да од таа плодна почва продуктот кој што ќе собереме, мислам дека треба и да се извези да се покаже да колку е доволно уникатен и малце пошироко, за тоа ни треба таа поддршка и дистрибуција. Од таму. Од Што имаат хрватите што нашата музичка индустрија се уште го нема? Ова што го наброевме сега или плюс нешто? Музичка индустрија може. Музичка индустрија, добро. Велите дека сте предводници на новата урбана сцена. Каде ја водите? Младост. Не би земале такви одговорности при нас, но Добро. единствено што знаеме што сакаме да правиме, а и ако водиме во некој правец, ако одиме кон некој правец, тоа е единствено слободно изразување и секој да се прикаже таков кој што е. И малце себе анализа и после прикажување нисто. Дека мислам дека тоа е начинот да бидеме уникатни и различни. Сте се скарали ли некогаш и ако да, колку пати околу тоа што е добра музика, а што е добра идеја? Мал милион пати, апсолутно, да. Па Тоа се креативни расправи, да, така? не секоја идеја мора да се развие у добра песна. Иако обично процесот изгледа така што ние точно знаеме што сакаме да добиеме и најчесто идејата само веќе пред тоа знаеме кој правец сакаме да внесеме зависно од проектот. Холандски туристи ви имаат снимено вокали. Како воопшто се случува такво нешто? Па тоа мислам дека е битно само на нашата отвореност и нашето гледиште кон музиката и кон животот. И Занаду као проект, така што снимавме вокали на Водна, планинарскиот дом Даре Джамба за претходниот албум и се запознавме с Пат, дури го качувавме Водна. Се оравме со нас, снимавме бек вокали, се дружевме тие неколку дена и да. Кога свативте дека Занаду повеќе не е само другарска приказна? Мислам дека кога ја напишавме првата песна. Сите сте Мислам, тетовчани? бар за мен, не, само јас сум тетовчанец, запишав тука средно и така и се запознавме. Мислам, ја тогаш го сватив дека нема да остане само на другарство, него дека може и да продолжи некоја интересна работа. Да се развива професионално. Да. Ураган е песна за нешто што си морал да го пуштиш. Тешко ли ви оди пуштањето? Тешко прашање. За одгорана на Сабајле, да, прилично тешко е. Но пробуваме да бидеме свесни
за сите ствари кои доаѓаат после тоа и верувам во карма, така што со секој крај доаѓа нов почеток и не сме загрижени, а не е лесно. Новото EP доаѓа по летото, намерно ли сакате да ни го продолжите летниот филм? Сакам. Па пред се на себе. Аха, па поте и на нас. Другие, да. Што побрзо се шири, добар рефрен или добра трач приказна? Рефрен. Ако за наду беше временска машина, во кој музичко доба би сакале да живеете вака како музичка четврка? 80-тите? Па веројатно можда се 60-те, 70-тите, 70-тите, добро. Од првиот албум до денес што најмногу се промени кај вас? Ние као луѓе и... Не, тоа ми најмалку може. Добро. Тука така сме леко интелектуални. Па и пристапот на работа, мислам. Так, може од режија да ни ја пуштат веќе полека песната и спотот, додека ги поставам последните две прашања. Што е потешко денес, да се направи добра песна или да се задржи вниманието на публиката? Зависи која е дефиницијата и за едното и за другото, но доста пасивно се слуша музика денес, така што за мене добра песна е некоја што ќе прави да почувствуваш нешто. Така што веројатно добра песна. И кога ќе ви видиме на турнеја низ регионот? Почнуваме 9 јули, Загреб, Риека, има уште неколку датуми. Ама ќе ни се враќате дома, ако потпишете за Хрватска независна куќа, така. Фала ти. Карло, благодарам многу и еве се за наду со Ураган. Ги слушаме на Радио 2 и гледаме на македонската телевизија премиера. На тебе ќе ме остави ко ураган, ураган, ураган. Ме земаш и носиш, ме багна па одиш. Негде без план, 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 план. Под лабоки води. Уста пуна песок, правам замоци и зворови. Галебот над мене, на тебе ќе ме остави. Колку сум сам, колку си ти, колку одраснал би сме уморни. Колку сум сам, колку си ти, еден до друг, а толку далечни. А не сум фан, 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 фан на опции втори. А баш бих сакал да ти бидам од корист. Уста полна песок, правам замоци и зворови. Галебот над мене, на тебе ќе ме остави. Колку сум сам, колку си ти, колку одраснал би сме уморни. Колку сум сам, колку си ти, еден до друг, а толку далечни. Помеѓу нас се мориња три, колку одраснал би сме уморни. Помеѓу нас е сонежа див, еден до друг, а толку далечни. Светско а наш. Светско а наше, Светско а многу наше, се гледај гордеам. нова Да, генерација. да, Браво, да, браво, да. браво, браво, браво. Новите генерациите како многу брзо учат како треба она што е светско, да го претопат овде кај нас и да го направат навистина уште подобро и се гордеам што имаме вакви деца. Иако нема издавачка куќа кај нас, куќа од Масличат гледаш си наоѓаат таму каде што така, има. ма што е Ете така, квалитетно некако ќе се нас ќе избие. биде, ќе биде, ќе биде. И дојдовме до 40 години. Одиме кај Немаме толку. Одиме кон. Симона и драги, поздрав до вас. Се префрламе во студиото на Македонија наутро, а Зорка и Тик-так продолжуваат по 8 часот на Радио 2. Така е, срекна среда, диско среда, ако сте за диско, ве очекуваме на Радио 2. А јас од 10 часот на Радио 2 ве дружам во ритмот на денот. Чао.